Ви благодарам, купно се произнесува 31 советник, едногласно за констатирам дека одлуката за прифаќање на проектот обезбедување подршка во подобрување на енергетска ефикасност во колективно домовање е усвоена. Одиме на точка подреден број 8. Предлог одлука за исплата на парични средства од буџет на општина Куманово за 2015 година од ставка текомни резерви за ангажирање на противпожарни работници. Дали имаме пријавени за дискусија? Проверете колешката Валентина Севезис. Благодарам, председателя. Точно е дека Куманово како најголема општина во Република Македонија има потреба од волонтери, пожарникари, поточно 20 работника, но би прашала и би поставила прашање дали овие лица што треба да бидат примени како пожарникари се стручни лица, дали имаат обука, некоја поминато и дали се обучени за овој позив пожарникар. Пред минатата недела имав едно искуство од пожарникари во мојата институција. И сакала да биде запознаена со оваа ситуација. Во кабинет по хемија дојде до само запалување на одредена химикалија и пожарникари што беа доведени, односно повикани од пожарна, нема завршена обука за химикали. Тие не знаат што треба да прават во тој кабинет. Да не беше колешка по хемија, тие можеа гимназија да ја дигнат по воздух. Затоа мислам дека треба да се обрне внимание кои се примат и кои се волонтери за овој позив пожарникари. Благодарам. Благодарам на вас. Јас ќе реплицирам колешке, се извинувам градоначалник. Поштована колешке, мислам дека ние имаме само еден хемиски кабинет. Се слагам со вас дека треба да имаат и пожарникарите и сите други лица кои што се надлежни за вршење на ваква дејност со одветна обука. Прашањето е дали вие сте компетентни или јас или било кој од нас друг овде присутни да даваме проценки за лица во делот на вршење на нивната работа за која што не сме надлежни, ниту па уште помалку сме компетентни. Мислам дека не е коректно да се користи говорниците за давање на вакви сугестии, тоа може да го накажеме во било кој сегмент од нашето општество. Инаку во делот на експлозија во Куманово, мислам дека само уште атомска бомба да пукне и тогаш ќе бидеме изненадени, бидејќи ништо не може да ни изненади нас повеќе во овој дел. Мислам дека е некоректно вака да излегувате со вакви ставови и видување и со покажување на прст, бидејќи истите тие пожарникари, додека беа воените дејствија во општина Куманово, беа на лице место во дива населба во Куманово и додека лета куршуми на сите страни гасеа пожарени објекти. Мислам дека е некоректно. Толку имам јас. Поверете. Тони Трајковски се јави. Благодарам, председателя. Би го искористил присуството на градоначалникот, бидејќи на една од минатите седници кога беше на точка на дневен ред КПП Куманово, го постави прашањето, но тој беше отсутен оправдано и би сакал сега доколку може да ми даде одговор. Во најголемо се врши гасификација на град Куманово. За ова одлука за доделување средства и за вработување на овие временно вработени пожарникари сум за. Фалат уште многу према број на становници има таму на тематика која се работи. Ме интересира дали се планира да се прати макар еден од пожарникарите на одлука за гаснење на пожар кој евентуално би настанал со палење, не дај Боже, на оваа мрежа. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Повелете градоначалникот. Благодарам и реплика. Сакам да истакнам дека вие добро знаете, малку ќе вратам една историјска дигесија ќе направам, кога ја преземавме противпожарната единица, преземавме 30 нешто пожарникари со блок дотации на тие работни места. По закон за противпожарна заштита ние треба да имаме негде околу 56 пожарникари и токму ова одлука и она што го прави Куманово
сега и изминалите неколку години го прави во насока да надополниме тоа што како историска неправда во минатото, што инвестирање на надлежноста во општина Куманово не е запасено. Ние не добиваме доплатаци, добиваме средства од други инпутни страни на буџетот, што не се по закони за децентрализација наменети за записаните за ова намена. Значи, ние на сметка на она што комунални такси за изградба или било кои позиции ги ставаме во улога на ова работа и тоа се години назад. Овие за информација на Валентина, луѓе секој работа повеќе од 5 години на волонтерска основа, потоа доваѓаат на 3 месечна. Сега осетиме потреба дека имаме пензионирани 4-5 работници, а на тоа место немаме надополнување од разбирани причини, бидејќи немаме зголемување и согласност за ова намера. Така да, ние на овој начин успееме да субституираме недостаток на крајни контролни работници. Тие луѓе, јас не ги знам поединечно, имаат сите сертификат курсеви, тоа колку се валидни тие курсеви, какво ни е образованието на државата, така се предпоставени тие курсеви лиценци, меѓутоа немам сугестија од командирот на противпожарна единица дека тие луѓе не се адекватни. Ова спецификата на пожари од хемиски средства, што се некои специфични состојби за кои треба да имаме адекватни протоколи за постапување. Замислете, ние имаме лабораторија за нуклеарна физика, тоа што треба да имаме таква, така сега да кажам, дека има тоа е нешто специфично, а што се однесува до гасификација за градот, ние во нашата програма со гасифицирање градот правиме и паралелно усогласување со противпожарната единица да даде период да се формира единица која ќе има поголема способност едукативна во однос на тоа како да се постапува во вакви ситуации, бидејќи познато е дека гасот е најопасен енергент кој во многу по-развиени технолошки земји прави проблем. И тоа е една состојба каде треба во наредниот период противпожарната единица да ја менаџира на адекватен начин со процедури и поставки кои се предвидени за оваков тип на институција на горе. И тоа е во моментот располагат со некои сознанија, едукации, меѓутоа сметам дека бидејќи гасот е само привилегија на Куманово, на друго место и некои индустријски капацитети, каде имат посебна обука предпоставувам, тоа ќе биде и опитно место за тренажен процес на едукација на овие луѓе. Ние разговараме со неколку земји кои ни донираа некаква опрема, да во меѓу другото имаме и донација во однос на едукација на луѓе за овакви состојби и тоа е една точка која нареден период ќе видите како важна во развивање на ова противпожарна единица. Благодарам. Благодарам на вас. Реплика поведете. Благодарам, председател. Најме реплика на вас. Не знам зашто толку бурно реагиравте на мојата изјава. Ја не спомнав ниту експлозија. Ја реков само дали се стручно обучени и дали имаат познавање за противпожарни газ. Се извинувам, ова не е реплика. А не е реплика, добро? Ова е контрареплика. Е така. Ова се учи у прво одделение. И благодарам. Вие сте втори. Трето. Не втори. Само. Кrenemo. Поведете, колешки Захарија. Благодарам, председателе. Чувствувам за потребу да дадам некој има случајно да дадам едно кратко објаснување во врска со дотичниот пожар, бидејќи случајно бев во контакт со командирот на територијално противпожарна единица Куманово, Дејан Илиевски. Значи, пожарот се случи баш на ден кој што е ден на пожарникарите, 20 мај, затоа и го запомнив и датумот и се што се случуваше. Значи, од 15 мај до денес во противпожарната станица нема ниту еден времено ангажиран противпожарен работник.
Значи од 15 мај до денес таму се само лица кои со години работат и не само што имаат сертификати, туку имаат и огромно искуство во локализација и гасење на пожари од најразличен тип. Тоа се со долг работен стаж, а овие што биле до тогаш ангажирани не биле на работа, бидејќи им престанал договорот. Така да имаат искуство, но непознаница и времетрајање на локализацијата на пожарот биле еве по зборовите на командирот, и јас немам причина да не му верувам, заради тоа што не се знаело какви хемиски материи се запалиле, бидејќи не сите се гасат исто, а дека треба да имаат поминато обука и за гасење на пожари предизвикани од експлозија на газ, хемикали и слично, треба да имаат, сите имаат некоја обука, меѓутоа добро е секогаш истата да се надреди. Така. Ти благодарам. Поведете, колега. Hvala lijepo za dobro Isus. Da, druga kolega. Dobrodošli profesor se Marija je za fiksen kontrat, došli nevoj, bile dijate počete don se srč, nište čeka banornjak, da suri se nevoja për za fikso što mate. Ono deshta to odjedona në një kapje tjetër, mendoj se pranimi za fiksen kontratash, ka shi nëzet, duhet të pyes kryetarin apo kush është përfaqësuesi i komunës këtu, se sa është përfaqësimi adekuat i shqiptarëve aty, sepse mendoj se ka nevojë për një përfaqësim më të madh aty se unë e di se në një konsum dhe sa e konsum, gjithsesi në kontratë mendoj se duhet të rritet numri edhe pjesëmarrja e shqiptarëve në këtë komisi zjarritëse komunale. Ju falenderoj. Благодарам, поведете, Мислам дека во последни 2 турнуса на едукација, односно времени ангажирање во волонтирање, пропорционално за статуса се присутна во онаков обем како што е предвидено со законите за волонтирање. Она што е затечена состојба, е затечена состојба и не може да ја Значи, за разлика од пред 10 години, кога имате само еден областни пожарникар, сега мислам дека има над 9 или 10. Најсовремени преводуване зборува. Така да, мислам дека има 8 или 9 сега, изменени персонална листа. Мислам дека тоа е добар показател, дека ги спазуваме критериумите на равноправна застапеност на сите етнички заедници по онова што предвидува законската регулатива. Онова што е затечена состојба е нешто што со времето ќе биде избалансирано. Ние благодариме на вас. Дали имаме други пријави? Констатирам дека нема, затворам расправата и точката да стане на изјаснување. Поведете. Ви благодарам, но се произнесува 30 за гласа, 29 против 1, воздржани нема. Констатирам дека одлуката е усвоена. Одиме на точка подреден број 9, предлог одлука за пристапување кон измена и дополнување на статут на општина Куманово. Отварам расправа по точка дневниот ред. Дали имаме пријави? Констатирам дека нема, затварам расправата и одлуката е ставна изјаснување. Колеги, ќе ја молам, оваа одлука се носи со апсолутно мнозинство. Така да мораме да водиме сметка да има најмалку 17 гласа за. Поведете гласањето во тек.
се произнесува 29, едногласно за, констатирам дека донесена одлука за пристапување кон измени и дополнување на статут на општина Куманово. Ние одиме на точка подреден број 10. Известување од Министерство за внатрешни работи, полициска станица од општина надлежност Куманово. Го поздравам присутно командирот на полициската станица од општина надлежност. Ви го доставим известувањето кое што стигна во текот на самото одржување на оваа седница на Советот. Токму поради тоа направивме и куса пауза, за да материјалот биде доставен до Советот и ви биде умножен и доставен на сите вас на увид. Отворам расправа по точката од дневниот ред, дали имаме пријавени поведите. Шtovани колеги, јас ви земам збор. Значи, како што претходно најавив, на 25-ти, со оглед на актуелната политичко-безбедносна состојба во општина Куманово, во рамки на моите областувања, кои што произлегуваат од статутот и законот за локална самоуправа, доставив барање за доставување на информација до Министерство за внатрешни работи, полициска станица од општина надлежност Куманово, со која што напоменам дека во тек е подготовка на седница на Совет на општина Куманово, која што треба да се одржи денеска, со оглед на настаните кои што се случија на 9 и 10 мај 2015 година во отделни делови на градот и дестабилизација на безбедноста на граѓаните во општина Куманово. Побарав во најкраток можен рок до Советот на општина да се достави службена информација за случување во наведените денови и проценка од страна на надлежните во Министерството за безбедносната состојба во нашата општина. Истата информација нагласи дека ќе биде ставена на разгледување на оваа седница на Советот. Најпрво сакам да искажам мојата благодарност за доставеното известување од страна на надлежните во Министерството за внатрешни работи по однос на известувањето за настаните кои што се случи на 9 и 10 во нашата општина, а исто така да укажам дека по разгледување на ова известување, кое што не представува информација, туку само известување и адресирано до општина Куманово, по дефакто и по дефолт се подразбира до градоначалникот, како нејзин представник, се е даден само еден краток опис на превземените действија и настаните кои што се поврзани со овие случувања на 9 и на 10 мај во нашиот град. Во ниту еден момент, значи во самиот документ, известувањето нема анализа на моменталната безбедносна состојба во градот. Со оглед на фактот дека се соочуваме со навистина тешки моменти во градот, и при тоа и Советот на општина Куманово и сите надлежни државни органи покажаа висок степен на професионализам за да се справат со оваа настаната состојба, не сакајќи действите настани ги политизираат, туку сите со еден единствен интерес да ја стабилизираме состојбата, се заложивме заедно и ги надминуваме заедно сите овие проблеми. Моите прашања до вас, поштуван командири, би биле од аспект на моменталната безбедност, бидејќи информацијата дава еден реален приказ на онаа што се случуваше, но на крај повторно ќе нагласам дека времето е најдобриот сведок и времето ќе покаже всушност што точно се случи во општина Куманово, кои беа мотивите за тоа и што всушност се постигна со самите действија кои што беа преземени на територија на нашата општина, а воедно на вас како припадник на безбедносните сили ви честитам на професионалниот однос од ваша страна и припадниците на Министерството за внатрешни работи. Воедно искажувам најдлабокото жалење за
изгубените жртви на безбедносните сили во овие настани. Значи, сведоци сме дека во близина на полициската станица е изграден еден бункер. Бевме сведоци дека во континуитет улицата 11 октомври беше затворена за сообраќај од страна на полицијата. Моето кратко прашање е дали почитуван командире денеска. Значи, денеска на 27 мај граѓаните на општина Куманово се конечно безбедни. Дали се уште постојат одредени ризици по однос на безбедноста на граѓаните во нашата општина и општата безбедност на сите. Инаку во делот на информацијата и тоест на известувањето, кое што е доставено, бидејќи е во форма на известување, Советот нема за обврска по истото да се произнесе, но советниците секако дека можат да го продискутираат и да дадат своји видување по однос на истото. Јас би имал толку, поведете колеги, доколку има други прашања, доколку не би му дал одговор на командир. Поведете, командир. Благодарам, председателя. Први како командир сакам да се обратам кон сите советници за трезвено размислување, апелирање кон сите граѓани на Куманово, трезвено да размислуваме, да не поттекнуваме на било какви провокации или било што би можело да ја наруши безбедноста да состојба во Куманово. Сакам да кажам дека во Куманово се случија тие немили настани. За жал, загинаа повеќе луѓе, добри луѓе, стари и искусни полицајци. Во однос на безбедносната состојба на Куманово, моментално, значи, можам слободно да кажам дека е на задоволително ниво, иако има тие направени бункери пред СВР Куманово и во два наврата беа блокирани улиците 11 октомври и Тодор Велков. Тоа се беше направено поради безбедносна состојба, односно заради сигурноста на државните објекти што се изградени во централното градче. Тука е судот, општината Куманово и СВР Куманово. Значи, повторно ќе кажам дека моменталната безбедносна состојба во Куманово е на задоволително ниво. Меѓутоа, сите ве повикувам, доколку имате било какви информации, веднаш да ги доставите до СВР Куманово. Толку ви кажал, нема што да го речем. Благодарам. Ви благодарам на вас. Повелите за збор си јави градоначалникот. Поздравljam до командирот на подрачна единица на Министерството за неговото присуство и да се извинам дали днеска дадаме на видување на работите и потоа мора да идам бидејќи имам некои закажени состаноци во минули. Јас, почитувани советници, сакам пред вас да ви искажам моето задоволство од акцијата која председниците на МВР ја направија, дали е тоа случно, добро планирана, дали загубите се планирани, дали има времено и тренирано, тоа јас не сум случен, не можам да проценам, ни па во овој момент ја коментирам таа позиција. Извештајот е тако како што е даде и на нас се дава информации кои се познати за нас. И тука за сите овие случаи од 9 и 10 во некој период и некој време има главинска анализа и за таа работа ќе имаме адекватни признанија, оптужби ако има некакви грешки и така натаму. И тука јас не би коментирал она што е професионалниот дел на Министерството. Меѓутоа, почитувани советници, јас не можам на оваа седница да останам нем како прв човек на градот да никаква комуникација во најголемата криза од
во воената историја на Република Македонија. Некои луѓе кои ја помнат Втората светска војна кажуваат дека за 4 години Втора светска војна во Куманово нема испарено толку муниција како на 9 и 10 во Куманово. И во една таква ратна хистерија, каде не се знае кои се причините, кои се чинителите, кои се мотивите, целта на сите тие групи, и тоа е пред кога се правила негова акција. Да нема никаква комуникација, на релација на градоначалник, бидејќи во отсуство на Совет како орган на партија, бидејќи тој одма брзо направи поредна седница. Комуникација со единствен орган кој е во функција на локално ниво е градоначалник и неговата администрација. Јас у 7:30 на 15:08 разговарав со началникот мој за да ми ја презентира состојбата, бидејќи дента имаме предвидено митинг во Скуп по повод денот на победа на фашизма на Спомен Косовица. Се договоривме да таа работа не одржиме, бидејќи состојбата е драстично нарушена безбедноста состојба. Меѓутоа, потоа се обида во неколку наврати, кога свати колку е обимот на интервенција и каква е сериозност на работа, да стапам во контакт. Подклучени, што имам сугестија од јавното предпријатие Водо, дека евакуацијски простор на можните пробивања према филтра станицата е близко во тој регион, ја не добив никакво повратно отварање на комуникација на телефон и немам никаква информација. Луѓето цел ден доаѓа кај мене, бидејќи заседаваме постојано. Друга огромен број на меѓународни представници од ОПСЕ и од други амбасади кои се акредитирани во Македонија. Јас имав информација од пиарите на МВР, оној што ми беа познати. Луѓето од мене бара помош за евакуација на болни и изнемоштени луѓе кои ги оставиле улекувајќи се со помладите со своите фамилии. Една случка ми остана силно забележена во мојата меморија, ја памтам да ја сум жив, како прв човек на градот дојдов у негде 15 за 9 со една група на луѓе кои имаа оставени родители. Бев пречекан како најголем криминалец пред полицијата, никој не сакаше да разговара со мене во полицијата. Јас дојдов да побарам можна интервенција хермелини за евакуација на некои луѓе кои имаа потребна помош. Тоа се луѓе со Алцхаймер, парализирани, некои кои се на диализа и некои кои имаат потреба од медицинска интервенција. Јас овој мој коментар го истакнувам моето силно незадоволство за третирање на градоначалник како легитимен представител на Република. Не ја коментирам акцијата и се восхитувам на професионалноста и борбата што ја даде во овој дел на акцијата. Тоа не е моје, ни да ценам дали е професионална, дали е добро направена, смислена и несмислена. И никогаш нема да давам коментари во таа насока. Меѓутоа, политичкиот дел на мојата работа е многу важен во таа комуникација. Особено ако знаеме дека децентрализација, ако постои, а се гледа дека не постои, униформираниот командир е под директна ингеренција на Советот на општина на локалната самоуправа, по предлог го назначува министерот или предлог од Советот. Ние 9 години, ради таа состојба каква што е команда, таква привилегија нема. Значи, апелирам, бидејќи ова работа, за ова работа се запознаени и многу важни чинители од безбедносниот систем и оние што се задолжени да го мониторират безбедноста на сеопси. Затоа сакам да истакнам да се подобрат без разлика на политичките ставови и опции кога се работи за интегритет на Република Македонија, политиката е втор план. Комуникацијските односи на релација локална администрација и
подрачна единица, односно раководството на подрачна единица. Тоа е многу важен сегмент, особено кога имаме ние формирано и советодавно тело за безбедност, кој го сличува градоначалник, началник на полиција, јавен обвинител, суди и така натаму, кој не функционира од многу причини. И ово е место каде треба да отвориме и дебата и дискусија за ова тема. Смет колку да сум пожелен или не пожелен политички човек. Ние сите имаме политички периоди во генералните работи, кога се работи безбедност и интегритет на државата, тогаш немаме поделба ни по политика, ни по религија, ни по етнику. Ние имаме единствен задача да штитиме држава Македонија и интегритет на држава Македонија. Ќе се обидам да во нареден период направам се да се направи комуникација и да не бидеме третирани како луѓе кои имаме без разлика на нашата пожелност или непожелност во определени комуникации, оно што го имаме като задача и обврска према граѓаните на командата. Нека биде силна порака од овдека за воиднина да ова работа биде видно изменена, за да не бидеме во состојба граѓаните од нас да тражат подршка и помош, а ние да не сме во можност да имаме никаква комуникација со релевантните чини. Ја не зборам само за Новара, воиднина може би армија, може би и други институции. Мислам дека ова се круцијални моменти кои ги покажаат сите слабости на политизирани институции пред се на Новара во Републиката. Благодарам за вниманието. Ви благодарам и на вас, градоначалник. Дали имаме други пријавени за дискусија? Поверете колегата Станковски се јави за збор. Нико. Ја би го замолил градоначалникот да остане малку, затоа што е многу озбилна тема и прво мислам дека малку избрзавме во смисол нешто ја ставивме сега, може би требаше и порано да ја ставиме на дневен ред. Меѓутоа требаше да може би посветиме цела седница на оваа тема, специјална седница во која би вклучили и други инволвирани некои институции тука. Ние, ме радува тоа што со целиот почит и пиетет и жалко за загинатите, кон младите луѓе кои ги дадоа своите животи во овој конфликт. Сепак радува што, како што кажа командирот, моменталната безбедностна состојба е добра, дека е на задоволително ниво. Држи тоа што кажа господинот градоначалник дека треба поголема комуникација со него. Точно, треба поголема комуникација со него. Не знам тоа како се случило, може би фактор на изненадување, може би јас лично не чув, меѓутоа ми рекоа дека дури премиерот го пофалил градоначалникот за кооперативност и соработка. Така да не знам, не сум. Меѓутоа го верувам и на градоначалникот и со обзир на неговите ингеренции треба тој да биде повеќе инволвиран и информиран во сите состојби тука. Знаете што е проблемот? Јас верувам дека институциите ќе го расчистат случајот. Значи, кој од каде пухал, кој од кај дошол, за разлика можда од некои луѓе, јас имам се уште доверба во институциите, затоа што институциите се тие што ја држат, се столбови на државата. И ако не веруваме во институции, почнувајќи од председател на држава надолу, тоа веќе не зборува добро за државата. Меѓутоа, знаете што проблемот е што кај нас ние се шокираме, се обидуваме да
квалификуваме одредени состојби, да наоѓаме решение дури кога ќе се соочиме со проблемот. Меѓутоа, многу малку правиме да проблемот го запознаеме во коренот и тука потврдуваат многу институции, почнувајќи од образовните институции, па еве да го вклучиме и нашиот совет кој може би треба повеќе да разговара на оваа тема, верските институции, другите институции на државата, а проблемот е во можеби недостаток на една поголема доверба меѓу националностите кои живеат на територијата на Куманово и пошироко на Република Македонија и малото ангажирање на најповиканите институции да тоа го надминат. Значи, не оди само со апели дека треба да има соживо, дека тоа треба да се учи уште од мали нозе. Знаете, уште треба да се учи во школите, во градинките треба да се учи. Ако денеска му кажете на некого, еве дека разликата меѓу муслиманската и религија, догматски зборам и и православната е многу мала, дека тоа во суштина е верба во еден Бог, дека многу светци, особено во Стариот Завет се светци и во муслиманската религија, дека големите светци од Новиот Завет, како Исус Христос, како Богородица се светци во муслиманската религија, тие ќе ве погледат зачудено 90% колега, само да се држиме до информацијата. Знаете што, сега за информацијата може да зборуваме кој пукал, кој од каде дошол. Суштината е ова. Суштината е, добро, јас ќе скратим, мислев да пака ме инспирирате за да ви изнесам некои огромни примери на толеранција низ историја сегашна и поранешна, каде кои може да бидат поучни, кои ги знаат и оние кои се повикани на да ги воспитуваат младите, кои ги знаат и верските работници. Меѓутоа, од паквење онакви причини, тоа не се истакнува. Така да, додека во тоа не се инволвира пошироки сегменти од општеството, ние само ќе се соочуваме со последиците и ќе превземаме палијативни мерки. Но, како што рековте, тоа е друга тема, поширока, ако друг пат некогаш ќе ја прекинам дискусијата. Благодарам на вниманието, се извинувам ако ви зедов малку време. Ви благодарам и на вас, почитувам колега, следен за збор е пријавен колегата Фелис Дервиш. Благодарам. Bandere za prezentator, përshëndetje të pranishëm. Unë nuk do të përqendrohem në shumë mbajtjen e informatës për arsye se edhe shumë nuk kam kohë për të analizuar dhe nuk kanë shumë përmbajtësore, por dhe nuk është shumë interesante ta diskutojmë për arsye se këto janë gjëra të cilat dihen, por sot dhe ishte të thamë edhe të shkatale kryetare se na bisedojmë lidhje me ndjenjen momentale dhe marrëdhëniet ndërnjerëzore dhe ndëretnike në qytetin tonë, se dashur e pa dashur, në imponu një gjë e cila askush se ka dëshiruar këtë. Në pjesën ku ndodhi edhe vetë ngjarja, përveç shqiptarëve ka që edhe Rom, edhe Maqedon, edhe Sërb, ka dhe grupa tjetër, por unë sa kam mujtë me vërejtën se atje e kam përjetu njësoj, jo si Maqedon, jo si shqiptar, jo si turqa për Roma për Sërb, por vetëm si njerëz. Dhe kjo situatë është e pak palakmueshme edhe jo e mirëpritur, po ajo ka ndodhur dhe tash duhet të shkojmë atë tjetër. Ata që tha dhe zotriu paraforsi, zotri Gjorgica Stankovski, me do të presonte sigurisht se mediumet, si që janë edhe Anishi,
Tvalljarni që se është mbyllë shumë herët, po si telli edhe kanë albensi që të ta paratitën edhe santin në ndonjë kajron skandaloze për atë që Zoti Izraeli e dha në 1 milion se duhet edhe Maqedonësit, edhe shqiptarët, edhe serbët të fillojnë prej qellave, në shkolla fillore, në shkollat e mesme të ndërtohet një bashkëjetesë kështu më e shëndosh, jo vetëm në mënyrë deklarative, se ne jemi mbushur dhe mjaft me një retorikë deklarative, në sens krejt ndryshe veprore. Kemë pa kujdes edhe me diunët, me sjelljet e tyre, se nuk ishte shumë skandaloze, pas skandaloze, edhe shumë mirë pritur, që e dha se përshka mos njihen për shembull vlerat e një popullate si që janë shqiptar, me njoh vlerat e Maqedonëve, vlerat e Sërbëve, vlerat e Romëve, po edhe në atë aspektin fetar të njoftohen më tepër me kulturën dhe vlerat e popullit tjetër. Mirë do kishte qenë ndonjëherë tipe do një si një lloj informate, po unë vlerësoj se nuk ka ndiku kjo situatë e fundit, rasti i fundit nuk ka ndiku në prishjen e marrëdhënieve ndërrethmike, po do të anashkaloj pa e thonë se edhe Këshilli Komunal, kryetari i komunës, kryetari i Këshillit dhe anëtarët e Këshillit kanë marrë aktivitetet më një herë pas ngjarjes, kanë marrë disa aktivitete të cilat janë për të lavdruar dhe ndoshta kanë ndiku në mosprishjen e marrëdhënieve ndërrethmike dhe ndërnjerëzore në qytetin tonë. Edhe më në fund, inshallah, lus edhe Perëndin që këto ngjarje, siç ishte ngjarja e fundit, mos të ndodhin askund apostasi në qytetin tonë dhe në shtetin tonë. Ju falenderoj. Благодараме на вас. Дали има други пријавени за дискусија? Констатирам дека нема. Ја затварам материјалната расправа. Рековме дека по известувањето Советот не се произнесува. Воено благодарам на командирот на полициска станица од општа надлежност за присуство на оваа седница на Советот и купно посакувам успешна работа. Штувани колеги, ние водиме на точка под реден број 11. Тоа е предлог одлука за донесување на детален урбанистички план за делот урбана единица Тодемендол, делот урбан блок 60, плански опфат меѓу улица Тодемендол, Благој Паровиќ, Васа Пелавиќ, Марко Орешковиќ, општина Куманово. Дали имаме пријавени за дискусија? Констатирам дека нема, затварам расправата, пред го ставам на изјаснување подред. Ви благодарам, кога се произнеса 24, едногласно за, констатирам дека одлуката е усвоена. Отварам расправа по точка број 12, предлог одлука за утврдување нацрт детален урбанистички план за делот урбана единица Долно Којнаре, делот урбан блок 3, плански опфат меѓу улица Никола Кеста, улица 101, 201, 301, општина Куманово. Дали имаме пријавени? Констатирам дека нема, затварам расправата, предлогот го ставам на изјаснување поредот. Ви благодарам, кога се произнесува 22 советници едногласно за, констатирам дека
Одлуката е усвоена. Скувани му предлагам на Советот да донесе одлука да води заедничка материјална расправа за точките од реден број 13 до реден број 19. Дали имаме други предлози? Констатирам дека нема. Победете да се произнесеме по предлогот. Ви благодарам, купно се произнесува 29 едногласно за. Отварам расправа по точките од еден број 13 до еден број 19. Дали имаме пријавени за дискусија? Констатирам дека нема, затворам расправата, ме молам да се произнесеме по точка под еден број 13 поведено. Ви благодарам, купно се произнесува 29, 28 за, против нема, воздржан 1. Констатирам дека е усвоена одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1081/1, местна слика на Кршлака, Куманово, општина Куманово. Ве молам да се произнесеме по точка под реден број 14. Ви благодарам, купно се произнесува 30 едногласно за. Констатирам дека е усвоена одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1651/3, местна слика на Мала Корија, као Горно Појнаре, општина Куманово. Ве молам да се произнесеме по точка под реден број 15. Победете. Ви благодарам, купно се произнесува 29 советници едногласно за. Констатирам дека е усвоена одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 789, местна слика на Поток, Орашец, општина Куманово. Ве молам да се произнесеме по точка под реден број 16. Победете. Ви благодарам, купно се произнесува 30 едногласно за. Констатирам дека е усвоена одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 574/2, местна слика на Долна Река, као Довезенце, општина Куманово. Ве молам да се произнесеме по точка под реден број 17. Ви благодарам, купно се произнесува 30 едногласно за. Констатирам дека е усвоена одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 445/2, местна слика на Новини, као Огненовци, град Скиреон, општина Куманово. Ве молам да се произнесеме по точка под реден број
18. Предлог одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на земјиштето предвидена со важечки ГУП зелени површини во А1 стамбени куќи за дел од урбана единица трета му дел од урбан блок 53 за КП 3700/4 општина Куманово. Ке ве молам, поведете да се произнесете. Ви благодарам, вкупно се произнесоа 29 советници едногласно за, констатирам дека одлуката е усвоена. Ве молам да се произнесеме по 19 и последна точка во днешниот дневен ред. Предлог одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 3578. Местност викана Влашки пат, Велешки пат, КО Куманово, општина Куманово. Поведете. Ви благодарам, вкупно се произнесоа 29 советници едногласно за, констатирам дека одлуката е усвоена. Поштувани колеги, со тоа констатирам дека дневниот ред за денешната седница е исцрпен. Ја заклучувам седницата, воедно сакам да ви информирам дека во преслед се е летниот период на годишни одмори, без да држам предходно координација за да се договараме. Значи, сакам да најавам дека редовните седници кои што ќе ги одржиме во месец јули и месец август ќе се одржат во месец јули. Седницата ќе се одржи во првата недела, тоест првата среда во месец јули, а во месец август во последната среда во месец август. Што значи, тие датуми се однесуваат за одржување на редовните седници. Доколку се појави потреба за дополнително разгледување на материјали кои што ќе бидат поднесени од страна на предлагачите, ќе бидете дополнително информирани. Ова го правиме се со единствена цел да се излезе во преслед на сите колеги и советници, доколку се осутни за тој период кога се одржуваат седниците, значи во меѓувреме, не само овие два датума кои се дадени, да имаат можност барем во месецот еднаш да присуствуваат на седница на Советот и да го искажат своето видување по однос на точките од дневниот ред. Во однос на месецот јуни ќе бидете дополнително информирани на координација кога ќе се одржи седницата. Ви благодарам за присуството и посакувам пријатен ден.